Не очекували изборна кампања без митинзи. Ке се откажат ли партиите од традиционалните собери и ке се сведат само на пресконференции и социјални медиуми? Или ке смислат нешто пооригинално? Денешната одлука на владата, со која се препорачува откажување на сите јавни собери до 6 март, поради стравот од коронавирусот, отвара низа на прашања. Како, например, дали тоа се однесува и на партинските митинзи и дали е можно таа мерка да се продолжи и да остане на сила до април. Доколку е така, партиите ќе мора да се откажат од митинзи, протести или пак од масовни средби со граѓани во пресрет на предизборната кампања. Од Државната изборна комисија велат, се надеваат дека политичките партии ќе ги почитувале препораките на владата. Се надевам дека ќе ги почитуваат препораките на владата. Тоа е ситуацијата е таква да мора сите да внимаваме да се однесуваме одговорно во целата ситуација. Се надевам дека ќе се однесуваат како што треба. Од СДСМ засега нема никаква реакција за ова прашање, додека пак ДУИ донесе одлука за одложување на неопределен рок на поголемите предвидени собери со граѓаните. Ги повикуваат и останатите партии тоа да го сторат. ВМРО ДПМН ќе одлучува за постапките во периодот кој следи. Мицковски смета дека единствено власта би имала корист ако собирите и протестите на опозицијата бидат одложени. Најсрекни би биле исплашените од СДСМ да го користат коронавирусот како изговор за да ВМРО ДПМН не го мобилизира народот во држава. И они предпоставува, молеа Бога да се случи се тоа, за да може да не излегува ВМРО ДПМН заедно со народот и да протестира против она лицемерие кое што денеска е секојдневие во Македонија, за жал. Чекорите на ВМРО ДПМН во следниот период благовремено ќе ги презентираме пред јавноста и јавноста ќе биде информирана. Така што, да почекаме, одиме чекор по чекор внимателно, за да не се создадат било какви причини од страна на овие исплашени во СДСМ да може тоа да го злоупотребат против народот и против ВМРО. Предизборната кампања започнува на 23 март.